Погледом ме милуеш, ко да ме додируеш, и сваки пут као да е први. Ја стално мислим престаче, из чиста мира нестаче, ал пожуда не престае. Ти си ми у крви, толико дуги година, узимања, давања, остаjem последни и први. Због тебе сањам цигане и смишљам сладке преваре, а đavo се не предае. Ти си ми у крви, ако те одведу цигани чергари, или те украду страшни харемски чувари, ако те одведу ја ću da poludим, bez tebe ne umijem više jutrom da se budim. Ako te odvedu, sve će da se sruši, pamti me ko prijatelja, čuvaj me u duši. I onda kad misliš da je prekasno za snove, za sve. Toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostajem posljednji i prvi. Uz tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje. Ti si mi u krvi, ako te odvedu cigani čergari, ili te ukradu strašni haremski čuvari, ako te odvedu ja ću da poludim, bez tebe ne umijem više jutrom da se budim. Jer ako te odvedu, sve će da se sruši, pamti me ko prijatelja, čuvaj me u duši. I onda kad misliš da je prekasno za slove, za sve. Браво, Виктор, ќе ги собереме подоцна мечињата. Ајде да чуеме што има да каже нашето жири. Тоа бе, Викторче, дај таа твоја убава насмевка да ја видам на лице. Многу си убав. Благодарам. Многу. Ама јас кога велам многу си убав, тогаш не мислам само на надворешноста. И покрај тоа што имаш феноменален стајлинг,
зборувам на комплетна убавина. Тоа ти го имаш дете, го имаш и го пропагираш на еден модерен начин, на начин како што денешневе генерации би сакале да имаат свој идол. Браво. Браво. Виктор, избра многу тешка песна од пејач кој што навистина нема зборови со кои што би можела да го опишам. Тој е дефинитивно еден од најголемите гласови на сите времиња на овие простори. Го направи тоа на свој начин, го направи многу успешно. Виктор, бев во Битола неделава, абе само за вас, за тебе, за Нико се зборува и нека врта телефони. Имаш многу фанови исто тука во Скопје и во цела Македонија. Виктор, јас сакам да те видам понатаму. Браво! Благодарам. Виктор, пријатели, и јас бев во Битола викендов. И мене ме малтретира, ќе победи ли Виктор, ќе победи ли Виктор. Значи, несомнено е дека имаш многу фанови, не само во Битола. И несомнено исто така дека ова што го направи вечерва беше голем ризик. Ама шизик на ризик. Да се отпее господинот Захарije Чолаковиќ на 20 години е навистина голем ризик. Но кој рискира во животот, тој понекогаш и добива, а ти вечерва доби многу, барем кај мене. И што да ти кажам, само напред, пријателе мој, опушти се уште повеќе. Чувствувам дека чувствуваш дека почнуваш да владееш со сцената така како што треба. Изгледаш прекрасно, изгледаш онака како што треба да изгледа македонски идол. Само напред, пријателе, браво! Ова е текстот од Еленор Ригби. Овдека пишува Виктор, Јана, Нико, најверојатно нечие ливче овдека. Некој толку многу те сакал што земал цела песна ја препишал. Виктор, да, ти си следната звезда на Македонија. Тоа... Благодарам. Благодарам на сите. Ние тебе ќе ти заблагодариме што постоиш, што си овдека, што не правиш среќни, што го потврдуваш. Она што сме го работеле и изработиле како жири. Јас ќе ти кажам само една терминологија, слушајќи го твојата изјава, дека досега не си го испеал тоа што требало да го испееш. Дали знаеш кој е Захарije Чолаковиќ? Да, го знам. Да, добро. Кој е? Здравко Чолич, добро, да не ти е нејасно, нели? Тоа е неговото вистинско име и презиме. Кај нас во театарот велат вака: за добра свиња нема лоша помија. И татко ми го вика. Да си го слушаш татко ти и далеку ќе стигнеш. За ваков добар пејач како тебе нема песна што може да ти биде проблем. Благодарам. Виктор повели во црвената соба. Чекај! Чекај. Чекај. Јас се извинувам што ќе злоупотребам. Се збуни. Ќе извинам што ќе злоупотребам уште една минута. Значи, мене лично, како на Игор, не му се случило од Тоше па наваму да гледам девојчиња во еуфорија, екзалтирани во екстаза и да прават... И јас сакам сега да ги чуjem сите твои девојчиња што те обожуваат како брат. Така, добро. Хај си ја беги, хајде оди се. Готово.